Почитувани гледачи, добре дојдовте во Хоризонти, заеднички проект на Слободна Европа и Гласот на Америка. Ова издание е посветено на американската надворешна политика и улогата на лоби групите во нејзиното формирање. Изјава на еден конгресмен не е политика на една држава, а посебно не на Соединетите држави, велат познавачите на начините на креирањето на американската надворешна политика во Вашингтон. Според соговорниците на Милена Ѓоргиевска од Гласот на Америка на македонски јазик, администрацијата на Трамп не ја менува политиката на сувереност и непроменливост на границите. Идејата за менување на границите на Македонија, што предизвика голема дискусија, толкување и реакции во државата. Гласот на Америка на македонски ја провери со неколку соговорници во Вашингтон. Еден од нив е поранешниот конгресмен Ерол Померој. За него изјавата на конгресменот Дана Рохрабакер, од која се започна, во најмала рака е неодговорна и не го отсликува ставот ниту на републиканците, ниту на демократите. Работев многу години со овој конгресмен. Тој има провокативни идеи за многу прашања, но тие не отсликуваат големата слика и не водат никаде. Ова идеја никој не ја дискутирал и не сум слушнал за неа порано. Апсурдна е. Всушност, еден човек кажува нешто глупаво. Померој вели дека надворешната политика на САД со децении е базирана врз суверенитетот на границите и територијалниот интегритет на државите. Нема поместување од ова. Не е кажан ниту еден збор од администрацијата на Трамп за преиспитување на границите. Затоа бевме толку вознемирени и за она што се случува во Украина. Сака да се играат со границите, но тие остануваат каде што се. Суверенитетот на границите е суштински. Дека ова начело не е променето со новата администрација на Доналд Трамп, потврди и Стейт департментот одговарајќи на наше прашање. Во изјавата стои дека САД ги признаваат и поддржуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Оваа политика не е променета. Имајќи го предвид влијанието на лобистите во креирањето на политиката во Вашингтон, разговаравме со Лидија Борланд, председателка на ЛБ International Solutions, меѓународна лоби фирма. Таа се согласува дека нема промена на политика само со контроверзна изјава на еден конгресмен, кој го кажува неговото лично мислење. Не знам зошто ја даде таа изјава. Кога дошол до такво сознание и дали разговарал со некого. Не се сеќавам такво нешто да кажал предходно. Сепак тоа не е прва контроверзна изјава што некогаш ја кажал и нема да биде ниту последна. Како пример, Борланд го посочува предлогот на конгресменот Рохрабакер, Ирак да им ги исплати на САД трошоците за војната, што го дал при посетата на државата во 2011 година. Тоа поддржува и Русија во однос на Крим и на Украина и тоа не е политика на САД. Тој може да има ставови и да зазема позиции, но тие не се дел од политиката на САД. Борланд смета дека прецртување на границите е исклучително тешка работа. Имате администрација која утврдува надворешната политика, но имате и 535 членови на Конгресот кои имаат улога во тоа. Еден член кој дава една изјава не е политика. На интервјуто на Рохрабакер за телевизијата Vision Plus во Тирана, во кое вели дека косоварите и албанците во Македонија треба да станат дел од Косово, а другиот дел од Македонија да стане Бугарија или која било друга држава, на која тие сметаат дека припаѓаат, реагираше и Дейв Трот, ко-председател на двопартиското тело за Македонија и американските македонци во Конгресот. Македонија представува суштински партнер во напорите на САД за зголемување на безбедноста во светот. Суверена и силна Македонија и македонски народ е во заеднички интерес и ние мора да ја поддржиме, а не да го потценуваме нашиот важен сојузник. Председателот на обединетата македонска диаспора во Вашингтон, Мето Колоски, побара идна оставка од Рохрабакер од функцијата председател на подкомитетот за Европа во Конгресот. Секогаш има конгресмени кои се под влијание на разни лоби групи. Американскиот конгрес е еден од центрите каде што се формира американската надворешна политика и затоа пораките кои доаѓаат од таму треба да се разберат сериозно. Ова го велат македонските познавачи на американската политика кои додаваат и дека сепак клучниот збор во креирањето на ставот на Вашингтон го има Стейт департментот. Фросина Димеска. Пораките од американските конгресмени, иако не се во согласност со официјалната политика на Вашингтон кон Македонија, сепак треба да се земат сериозно, оценуваат упатините во надворешните односи.
Поранишниот шеф на дипломатијата професор Денко Малески вели дека еден од центрите во кои се формира американската надворешна политика е токму Конгресот. Таа не е нешто што е фиксирано, бидејќи е процес во кој се земаат предвид и промените на теренот и затоа легитимно е да се отвораат и теми за промените во политиката, додава Малески. Тоа треба сериозно да се свати, бидејќи иако во еден момент не станува збор за официјална политика на државата, тоа низ еден можеби подолг, можеби пократок процес може и да стане такво нешто. И затоа велам секогаш кога зборуваат американски конгресмени, американски сенатори кои имаат можноста да влијаат врз креирањето на надворешната политика на Америка, треба сериозно да се замислиме. Периодов изјави од двајца американски конгресмени беа интересни за македонската јавност. Прво, републиканецот Дейна Рорабакер рече дека Македонија не е држава и дека треба да се подели, што предизвика низа негативни реакции. Потоа неговиот сопартиец Дейв Трот изјави дека заеднички интерес е силна и суверена Македонија и дека затоа мора да се поддржи таква земја наместо да се подкопува сојузникот. Според политичкиот аналитичар Исмет Рамадани, секогаш има конгресмени кои даваат изјави под влијание на, како што вели, лоби групи. Сепак тој смета дека тие не може да сменат нешто битно во надворешната политика, нагласувајќи дека таа главно се креира преку Стейт департментот. Но се разбира, зависи и од самата личност на конгресменот. Имаме таму конгресмени кои се со години во Конгресот и тие обично нивниот збор понекогаш е со влијание. Може некоја мала промена, меѓутоа во тоа што значи надворешна политика на американската администрација има многу сегменти за да се димензионира одредена политика, односно надворешна политика во овој случај. И двајцата соговорници истакнуваат дека на негативните изјави од конгресмените треба да се гледа како на порака да се работи на сплотеност во општеството. Тоа беше се во ова издание од Хоризонти, заеднички проект на Радио Слободна Европа и Гласот на Америка. Следете на интернет и социјалните мрежи. До гледање.